Од Зелениково до центар за 25 минути, од Рачево до Железничка за 11 до 13 минути. Ремонтот на пругата од 25 километри ќе голесни движењето на граѓаните во главниот град. Во првата фаза од проектот ќе се реконструира делницата од Рачево до Илинден во должина од 7,7 километри, која што ќе биде исклучиво за товарен превоз. Таа се очекува да биде готова до нова година, а втората фаза за трасата Зелениково центар ќе финишира за 6 месеци. И двете се електрифицирани. И тоа е да се знае важно, поради тоа што дизел возовите нема да влегуваат во Скопје по градскиот воз, ќе бидат исклучиво електрифицирани. Договорот за помалиот дел од 7,7 километри е отприлика околу 3 милиони евра, додека 5,7 милиони евра е поголемата реконструкција која што е од Зелениково до центар на Скопје. Новаа делница има 7 железнички станици кои ќе собираат патници за поефикасно, побрзо и што е најважно, поеколошки да стигнат до центарот на Скопје. На новите точки или станици, како што спомена директорот, ќе се адаптираме со јавното сообраќајно предпријатие за да нема со часови или по половина час чекање од страна на граѓаните за да дојде возот, туку према потребите, односно во моментот кога ќе има потреба и ќе има воз на железничката постројка, тогаш ќе бидат адаптирани и автобусите од јавното сообраќајно предпријатие да бидат достапни. Со ремонтот на делницата од Рачево до Илинден пак ќе има зголемување на карго сообраќајот, уверен е вице-премиерот и министер за транспорт Александар Николовски. Дрвените прагови кои што се позади на нас и кои што се менуваат со модерни бетонски прагови, се поставени помеѓу 1963 и 1969 година и од тогаш не се сменети. Можете да замислите во каква состојба ја наследивме државата, што од 63 до 69 година се работело, потоа престанало и прв пат работиме дури во 2024-2025 година. Премиерот Мицкоски вели дека освен што ќе се растовари гужвата во сообраќајот, со овие проекти ќе се намали емисијата на штетни честички во воздухот. Владата вели сериозно е сваќа борбата против загадувањето и дека новите транспортни решенија ќе имаат траен ефект врз квалитетот на животот во градот. Се растерети гужвата малку со користењето на ова превозно средство, но и она што е уште поважно е што ќе намалиме емисијата на штетни честички во воздухот и ова исто така има еколошки позитивни ефекти. Кога ќе ги заокружиме сите овие проекти, мислам дека ќе имаат позитивно, не мислам него, сигурен сум позитивно влијание врз животната средина и ќе го намалат загадувањето. Следната година ќе се проектира втората делница од градскиот воз, од Волково до Скопската железничка станица, а во 2027 година и последниот дел, делницата Миладиновци Илинден Скопје. Во меѓувреме, со ребалансот на буџетот во градот ќе се предвидат и финансиски средства за БРТ системот кој се однесува на автобуски линии низ Скопје.